Во овој современ свет и во свет на екрани и дигитализација се повеќе се поставува темата која е многу важна, читањето и книгата, исписанијата како дел од употребата на децата во секојдневието. Но која е темата и на кои теми најмногу сакаат децата да се задржат кога е читањето во прашање? Дали станува збор за авантурите, фантазиите или пак современите теми? Токму тоа ќе биде денес тема на разговор на нашата колешка Ирена Спировска, која што разговара со авторот на детски списанија Ксенија Маказлиева Трајчева. Добро утро, Ирена. Добро утро, Оле. Поздрав до сите кои што во моментов се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Одговорот на прашањето што најмногу сакаат да читаат децата ќе се обидеме да го дадеме во следните минути низ ова линковско вклучување во живот, книжарницата на просветно дело број 2 во непосредна близина на Беков во центарот на градот. Летото е период кога учениците немаат училишни обврски, но тоа не значи дека треба да заборават на книгите. Напротив, летото е период кога децата и младите имаат доволно време и може да го искористат да се нурнат во чудесниот свет на книгите, а тука се, да не заборавиме, и лектирите како дел од нивната задолжителна летна активност. Со Ксенија Маказлиева Трајчева, едукатор, детски автор и уредник на литературни списанија, зборуваме токму на оваа тема во продолжение. Ксенија, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи што се утрова со нас. Децата и младите секогаш треба да ги подсетуваме на чудесниот свет на книгите и секако да ги мотивираме да читаат, затоа што навистина книгата е најдобриот другар, но и патокас во животот. Имате огромно искуство како автор и уредник на литературни списанија. Од минатата година станавте и лектирен автор. Да. Точно така, бидејќи имаше ревидент во лектирите за основно образование, се вметна нови наслови, современи наслови на нови автори, секако и тие што се класични автори не беа заборавени. Меѓутоа, добро е што се направија промени, затоа што децата се менуваат, општествените услови се менуваат, им е потребно четиво кое што ќе биде блиску до нив и нивниот начин на живот и секако современото обкружување, така што од оваа учебна година фактички стартува новиот список на лектири, каде што во лектирите за четврто одделение влезе и мојата книга Борко Брзотборко, што представува збирка на раскази, целосно илустрирана, но интерактивна, што подразбира дека секој расказ носи свој предизвик кој што детето треба да го исполни. Тоа е она што е нов светски тренд во литературата за деца, што го бара современото дете, да му се понуди една поинаква содржина која што ќе му го држи вниманието од почеток до крај и кое што ќе бара од него самото да се вклучи во решавањето на одреден проблем или ситуација или дилема или самиот читател нешто треба да направи. Например, како што имаме еден расказ кој што бара од децата, нели, она прво кога тргнувате во училиштето, наставникот ќе рече како го поминавте летниот распуст, тоа е некој задолжителен, да речеме, состав кој што треба да го напишат. Меѓутоа, тука се дава една нова идеја, нов предизвик да се направа топ листа на летни спомени, затоа што летото не носи еден спомен, носи повеќе. Меѓутоа, идејата е децата да размислуваат што е тоа што ги прави среќни. Знаете, ние некако секогаш им посочуваме тоа што не треба да го прават, тоа што не е во, нели, нормално, да речеме, прифатливо однесување. Меѓутоа, помалку ги тераме да размислуваат што е тоа што ги прави среќни. И знаете, кога одиме на работилници во училиштата, кој ќе им речем, ајде направете сега една ваша топ листа на 5 работи што ве прават среќни, тие се размислуваат. Значи, не работиме доволно на позитивната мисла кај децата. Не размислуваме што е тоа што децата ќе ги направи среќни, повеќе размислуваме како, нели, добро да ги упатиме во животот. Меѓутоа, среќно дете ќе биде и добро дете, е една порака да испратиме утрово. Значи, современата литература за деца бара поинаков пристап кон современото дете, затоа што лектирите се можеби задолжителни, меѓутоа лектирата треба да биде линк до
останатите книги. Ако вие како ученик прочитате книга од некој автор кој што ви се допаѓа, природно е да барате од истиот автор уште дела да прочитате. Така што се надевам дека лектирите, сега новите лектири ќе бидат линк до други книги кои што децата ќе ги побараат и ги читаат. А кога сме кај делата, кај авторските книги од домашните автори, вие токму ова лето очекувате да излезат од печат и 2 ваши нови книги. Да, ова лето, до крајот на месецот се надевам ќе излезе мојата 5-та поред книга за деца, носи наслов Јас сум Мина, а ти. Исто така станува збор за една интерактивна книга, збирка со раскази која што го обработува секојдневието на деца од 4-то, 5-то, 6-то оделение, да речеме. Меѓутоа, она што е современиот. Знаете, некако моето пишување е свртено кон општествените теми, кон социјалните теми, кон она што е секојдневија реалност кај децата од една страна. Меѓутоа, тие се можеби теми најголем предизвик да ги обработите, затоа што меѓучовечките односи, интеракцијата, семејство, дете, училиште, можеби најчувствителната тема која што навистина бара храброст да биде обработена. Не кажувам дека е лесно да се пишува фантазија или имагинација, тоа сето е потребно на децата, меѓутоа, нели секој се израдува таму кај што се чувства најсилен. Меѓутоа, она што особено ме радува оваа година е преобјавувањето на мојата прва книга, која што носи наслов Спирко Немирко, значи после 12 години се преобјавува и второ издание, што ми прави особена радост, затоа што се покажа дека се уште буди интерес кај читателската публика и се надевам дека и ова второ издание ќе го разбуди тој интерес по втор пат. Со што ќе ги израдуваме денес оние што не гледаат и што сакаат да читаат, односно што ќе подариме на некој од гледачите на нашата утринска програма? Токму овие 2 книги кои што ги држам во моментот во рацете, Борко Брзозборко, која што е, да речеме, последно отпечатена, и Спирко Немирко, која што беше мојата прва книга. Затоа еве сега 5-та, после сите други кои што, да речеме, носат машки лик во насловот, а 5-та Јас сум Мина и ти, станува збор, нели, за девојче. Меѓутоа, Спирко Немирко и Борко Брзозборко нека бидат двајца гледачи. Еве, да добијат по една книга и се надевам дека ќе им го направиме летниот распуст поубав, барем на 2 дечиња ова утро. Ксенија, благодарам, вие те слушнавте и затоа не губете време, јавете се во нашата режија, оставете име и презиме, двајцата најбрзи гледачи ќе бидат добитници на книгите кои што ќе треба да си ги подигнете од книжарницата на Просветно дело 2 во непосредна близина на Беко. На сите млади, на сите деца им посакувам убав летен распуст и многу прочитани книги. Студио? Так, одлично време, додека се на распуст да прочитаат нешто повеќе и ете, благодарам за сите овие совети што ни ги дадовте околу читањето на најмладите. Верувам дека најбрзите баби, дедовци или родители ќе ги израдуваат 2 дечиња денес и ќе добијат книга од книжарницата.